spašenje, dal na nebo to Gospode, ima spas za Makedoncite, bil površnik usvite i tabuke gorime. Gospode, ti se molime, spasi me od nepravdite, dalke dojde den iza nas. Makedoncite, brat so brata, da se vidime i pregrneme. Gospode, ti se molime, spasi me od nepravdite, dalke dojde den iza nas. Makedoncite, brat so brata, da se vidime i pregrneme. Dalke dojde den iza nas. Makedoncite, brat so brata, da se vidime i pregrneme. Gospode, ti se molime. Denovi Ergenski mene mi pomina, Denezedov majko, Ubava Maleševka, site se vesela, sviraš i svira, svadba se pravi, svadba Maleševska. Ajde majko, porota zaigraš i ti tako srećen da videš. Ergela kod majko mi pomina, imate ubava stasa od mena. Ajde majko, porota zaigraš i ti tako srećen da videš. Ergela kod majko mi pomina, imate ubava stasa od mena. Svadba se pravi, pesna se sluša, site da nazdravi me od ljubavi duša. Drugari moji, site da zapeme, daj da se napijeme, do zori da slavime. Ajde majko, porota zaigraš i ti tako srećen da
Почитувани гледачи, ова што пред малку го слушнавте е најава за мојот следен гостин. Тоа е господинот Горан Симевски. Горан, добро ни дојдовте во нашето студио. Драго ни е што не почестивте со едни вакви прекрасни музички номери. Добар ден и благодарам на поканата. Добро ве најдов вас како водителка и сите вас во студиото. Така, благодарам. Ајде најпрво за оно што го слушнавме да кажеме кои се песните. И па вака како прво да кажам, првата песна Молитва беше отпеана на Филиграни 2012, текст и музика на Мендо Ташковски од Прилеп, а аранжманот е на Ангел Ќосев, снимано во студиото Подрумот кај Ангел Ќосев. Една патриотска добра песна која за прв пат ја изведувам вака на телевизија. Секогаш сум изведувал песна во МТМ телевизија и тоа ми е голема чест и задоволство. Така. Да сум поканет, а втората песна е Свадба Малешевска, изведена 2012 исто така на Филиграни. Мој текст, музика и аранжман и студио на Ангел Ќосев исто така. Тимот што добро иде, не го менувам никогаш. Така, одлично. Тука ми се соработнициве, да кажам Ангел Ќосев. Така, со кого соработуваш? Најмногу со Ангел Ќосев и со господинот Јанко Узунов, кој од се срце му благодарам за неговата голема обострана поддршка со неговата сопруга Жаклина Узунова исто. Многу ми помагаат во музичките води. Така. Кажете ми, работите само на овој тип на музика или снимате и нешто друго? Па да ви кажам право, јас сега моментално работам на преработка на македонски песни, а инаку ја обожавам македонската народна песна. Не она турбото, него македонското, изворно или народно, староградски, така. Така. Зошто се одлучивте да се занимавате со народна музика? Па не знам, јас од секогаш сум имал голема желба, уште у школа јас сакав македонската народна музика. Доени ми беа, да кажам, повторно Јанко Узунов, Блага Петревска, Јонче Христовски, Петрен Костадиновска, некои од постарите пеачи. Добра музика тогаш се снимаше, се пееше. Ги обожавав и затоа одлучив за македонската музика. Така, бидејќи потекнувате од Беровскиот крај, дали се карактеристични народните песни за тој крај? Па карактеристични се, сега подготвувам јас 2-3 песни преработка од Беровскиот крај, ама колку ќе успеам во тоа да ги пласирам надвор од Беровскиот крај, ќе видим. Што е потешко, никој не ги слушнал, никој не ги знае, па ќе се потрудиме. Така, ова втората песна што ја слушнавме, нели во неа нешто се спомнуваше Па да, Малешевска тоа е свадба? Малешевска свадба, тоа е кога ќе се земат некои по беровски начин обичаи. Да ви кажам право, и таа Малешевска свадба е веќе 3 месеци се котирана на фолк топ листата на македонското радио. Така. Кај господинот Никола Фириев, една многу прекрасна емисија која се слуша само македонска добра музика, македонска народна музика. Така, значи сте задоволни од тоа како се пласирани Па јас вашите сум, песни? да, од македонската радио телевизија, од вашата телевизија и уште од една друга телевизија. Вака сум задоволен. Така, доста задоволен. Доста. Така. Бидејќи во Македонија има нели голема конкуренција на пеачи што се занимаваат со фолклор, според вас колку е тешко да се постигне успех или да се пробие еден пеач како што сте вие на естрадата? Па видите вака, на естрадава има за секого место. Секој кој сака да пее, може да пее. Тешко е да се успее. Тешко е да се успее, многу е тешко да се успее за еден пеач кој сака, затоа што треба да имаш, еве да си кажам наискрено, треба да имаш многу големи финанси. Така. Ако немаш спонзор, Значи, треба да имаш финансиите се финанси, финансиите се, да, затоа што секој труд се плаќа. Секој сака, има волја и желба, ама кога не може да се оствари нешто, значи мораш да се повеќаш. А Така. тешко е. Така. Каде имате настапи и каде сте настапувале досега? Каде може да ве види публиката? Па вака, да ви кажам, од време на време сидам јас по Беровскиот крај таму по некои свадби, Берово, Делчево, понекогаш во кафана Беровец овде у аеродром, инаку не идам по кафани, вака на фестивали, еве. Така. Идам на Филиграни. Така. Спремате сега и нова песна Па за подготвувам, да, за Така. Филиграни 2013, комплетен автор, да кажам, мојот драг пријател, мојот драг голем пеач, композитор, доајен на македонската музика, господинот Јанко Узунов. Така. Комплетна песна негова. Мислам Така. дека ќе им се допадне на публиката и мислам дека ќе имам чест и задоволство да ја пласирам повторно овде во МТМ телевизија. Секако се разбира. Да помине фестивалот, па потоа или можеби пред фестивалот. Па се надеваме после фестивалот, па се надеваме околу новогодишните програми. Така, така.
Добро. Кои се вашите идни планови? Ќе снимате ли нешто друго? Еве, освен нели филиграни фестивалот, ќе снимате ли некоја друга песна, некој спот, можеби за албум? спотови малце потешко ми иде, затоа што стварно треба финансии. Ќе имам една преработка до пред нова година на една стара македонска песна, Ајде легнала е Лилјана. Сега треба да се одлучиме кој ќе биде аранжерот и студиото. И на план сум Блажена Горо Зелена, убава Малеш планино, исто од Беровскиот крај, позната песна, да ја направам да ја отпеам со беровските зборови што се. Оригиналот, не како што ја пеат другите пеачи. Така. За CD малце потешко планираме. Ќе видиме, планираме, ама малце потешко иде работава. Со издавачи и со финансиви, али добра е. Важно е влезено во планот, така да... Па влезено е во планот, ако не биде до нова година, после нова година ќе се потрудиме, луѓето кои ме поддржуваат и ме бодрат, секогаш се со мене, па се надевам на нивната поддршка. Така, со кого најчесто се работувате? Еве го спомнавте господинот Јанко Узунов, со кого друг се работувате? Па со Јоаким Димулковски Јоле, со Мендо Ташковски, Ангел Ќосев и, како што рековме, најмногу, и од се срце му благодарам на господинот Јанко Узунов. Со него највише соработувам. И приватно, и онака, и професионално. Така, добро. Горан, јас ти благодарам за овој разговор што го остваривме, за убавите музички номери кои што ги слушнавме. Се надевам дека наскоро повторно ќе ни дојдеш во студиото и ќе можеме да поразговараме за нешто ново. Благодарам јас уште еднаш на поканата и голем поздрав за сите гледачи на МТМ телевизија. Се надевам дека ќе ви видам повторно гостин. Така, ти благодарам уште еднаш, а ние почитувани гледачи одиме понатаму, сега следува кратка пауза, потоа се враќаме повторно назад.